И по 3 дена откако Дарко Димовски ја презеде функцијата на претседател на Сојузот на синдикати на Македонија, не стивнуваат препукувањата и тензиите. Денес реагираше Синдикатот на одбраната и безбедноста. Тие обвинија дека новиот претседател е нелегитимно избран и уште од првиот ден им забранил влез во просториите на ССМ. Оливер Стојановски, претседател на Синдикатот на одбраната и безбедноста, побараа во име на синдикатот сите институции да ги превземат потребните мерки за Димовски да биде отстранат од функцијата, бидејќи според нив е незаконски избран. Овие неколку денови хаосот што се случи во ССМ со упадот кој што го направија надвор од сите познати правни норми во Македонија, лицата кои што се добро познати во изминатиот период, нарочито лицето Дарко Димовски, веќе од првиот ден започна со неговото незаконско и насилничко и своеволно однесување. Веднаш по нивниот влез, во рок од 2 сати, влезено е во просторијата на Синдикатот на одбранбениот и безбедносниот сектор, сменета е бравата, клучот е во рацете на лице кое што не е член на Сојузот на синдикатите на Македонија, и веднаш во рок од 2 часови спуштена е наредба со која што е забрането да се влегува во зградата на ССМ. Стојановски додава дека 13 здружени членки имаат дадено изјави во кои тврдат дека никогаш немало ниту иницијатива за смена на раководството. Лицето Дарко Димовски дава изјави дека бил согласно законите, дека бил избран на некаков си совет. Еве, господа, клучниот факт, граѓани на Република Македонија, 13 здружени синдикати во ССМ даваат изјави во ССМ дека никој пат не се расправало, ниту имало постапки во рамките на нивните синдикати. Значи, тоа е законската и легална процедура за да се изврши смена на некое раководство. Откако Димовски ја презеде функцијата претседател на Сојузот на синдикати, истакна дека ќе поднесе кривични пријави против досегашниот претседател Живко Митревски за злоупотреба на службената положба и овластување и фалсификување документи. Митревски во писмена изјава ги отфрли обвинувањата и потенцираше дека благодарение на него ССМ има заштеда од 18 милиони денари.